Почитувана председателка на Националната федерация на фармери, Васка Мојсовска, почитуван декан на Факултетот за земјоделски науки и храна, професор доктор Вјетослав Танасковиќ, советничка во владата на Република Северна Македонија, господја Ленчо Николовска, почитувана регионална директорка на ВИЕФЕКТ, почитувана представничка на Конвенцијата на ЕУ за Република Северна Македонија, почитувани представници на UN Women, мислам дека има представници на останатите институции, директори, заменици, делегати, фармери. Мене ми е драго. Вчера имавме 4 часа состанок, средба со околу 15 професори на земјоделскиот факултет за Факултетот за земјоделски науки и храна. Денеска сме на друга средба тука заедно со вас и особено ми е драго што ја користиме секоја прилика и секоја можност да имаме отворена дебата за сите проблеми, за сите прашања, за сите предизвици. Особено вака кога на највисоките органи годишни на нашите економско-социјални партнери, како што беше потенцирано. Многу малку остави Васка да кажеме ние, но еве, мене ми е особено драго што учествуваме денеска тука. Националната федерација на фармери е дел од нашите подсекторски групи. Јас ќе го поздравам тоа, заради тоа што се вложивме многу да заживеат подсекторските групи на Министерството, но и ова федерација економски и социјален партнер. Имаме обврска заеднички да ги согледуваме состојбите, да ги решаваме проблемите и да заедно дебатираме отворено очи во очи со сите наши засегнати страни, заради тоа што тоа е најдобриот модел и концепт на решавање на сите напластени проблеми, на сите предизвици, и тоа е начин како да креираме соодветни мерки и политики кои што треба да донесат развој. Земјоделството е значаен сектор на македонската економија, учествува со 10% во бруто домашниот производ, со поголем процент на ангажираност на работната сила, но се соочува со сериозни предизвици и заради тоа потенцирав дека посветено работиме на вклучување и на сите чинители, согледување на сите сегменти заради креирање на соодветни мерки и политики. Тука во оваа прилика на вашето годишно собрание би потенцирал дел од мерките кои што заеднички ги дефиниравме во претходниот период, а она што го напоменав од вчера со оваа средба која што имавме со Советот на Министерството, во кој што членуваат десетина професори од Факултетот за земјоделски науки и храна. Всушност вчера започнавме да ги креираме годишните програми за 2020 година, многу навремено, но и разговаравме за стратегијата која што веќе започна да се реализира, односно да се работи за 2021-2027 и навистина ова е период во кој што ќе имаме една плодна дебата, многу средби, многу дискусии, се со цел да, ако досега бевме фокусирани на едни проблеми, тековни или наследени, или мерки кои што може во овој момент да се донесат, доаѓа период во кој што навистина многу потемелно и длабенски заеднички сите ќе креираме мерки и политики кои што ќе треба да се пред се развијат. Тука во оваа прилика би потенцирал неколку работи кои што беа нотирани од страна на Васка. Ние за 2 дена ќе имаме заеднички настан со управата за јавни приходи, каде што ќе ги презентираме сите овие наоди, односно на земјоделците ќе им ги презентираме податоците кои што се однесуваат на ослободувањето од персонален данок, кое што го направивме во 2018 година како една од првите мерки, односно променивме закон на почетокот на мандатот, се со цел зголемување на тој лимит од 300 на 1 милион денари. 2018 година важеше целосното тоа ослободување и сега сакаме да ги запознаеме граѓаните и земјоделците. На 24 април 2019 година конечно ќе биде објавен тендерот за набавка на зелена нафта. Една макотрпна постапка која што изодивме, промена на закон, воведување на една нова мерка, ветена на граѓаните и на фармерите.
многу процедури, факултетот беше вклучен во утврдувањето на самата методологија, и сите постапки буквално беа затворени, и еве се наоѓаме пред самата реализација на ова нова мерка за која што во 2019 година веќе се обезбедени средства. Исто така, во програмите кои што се однесуваат на оваа година направивме низа на промени. Ги оделивме сите мали земјоделски стопанства до 1 хектар во една посебна категорија и тие добиваат повеќе средства за разлика од било која претходна година, од било која претходна програма. Се работи за 13.000 мали земјоделски стопанства до 1 хектар за кои што сакаме согласно препораките и на Европската унија да имат олеснети процедури при самото аплицирање или при самата контрола, односно да ги раздвоиме. Тоа беше една од првите препораки при нашето креирање на политиките, да ги одвоиме социјалните од останатите категории на земјоделци, односно да ги дефинираме овие малите и да им дадеме една поголема поддршка. Зошто? Се со цел да не го напуштат земјоделството, да останат, да ги убедиме, да ги увериме дека правиме се, тука сме како институции, да навистина ги задржиме луѓето во овие и така значени времиња за нашето земјоделство. На основа на тоа, ако минатата година овие 13.000 земјоделски стопанства добивале само 49 милиони денари вкупно субвенции, ова година ќе добијат 130 милиони денари субвенции, како што кажав, со соодветни олеснати критериуми. Оваа година ќе ги нотирам некои од промените кои што заеднички ги воведовме и направивме, обезбедивме зголемена поддршка за овоштарите со посебен акцент на производителите на јаболка, за кои субвенцијата за одржување на насади во подрачја со отежнати услови достигнува до 57.500 денари. Во делот на градинарството ги олеснивме критериумите, така како што го бара и фармерите, односно воведуваме засадена површина што се пријавува да биде збирна за сите градинарски култури, а не одолна. Во поледелството обезбедивме зголемена финансиска поддршка на производителите на ориз, но особено и на производителите на сончоглед, каде што директно спроведуваме една сериозна кампања за зголемување на површините и на производството преку промовирање на еден договорен принцип. Тоа е проектот кој што го води Советничката Николовска. Во делот на сточарството, ова е година во која што Агенцијата за храна и ветеринарство ќе ги заврши или заокружи постапките, односно процедурите, за да утврдиме точната состојба во делот на сточарството, односно бројката на сточниот фонд, особено на овци и кози. Имаме едни податоци од платежната агенција, имаме други податоци од Државниот завод за статистика, но сакаме да ја утврдиме точната состојба и се презимат 3 големи крупни пакети на активности кои што ќе се завршат до крајот на годината, каде што точно ќе знаеме колкав е бројот, каква е состојбата и за следната програма за која што кажав, почнуваме да ја креираме, ќе знаеме со колкава поддршка, односно кои се средствата кои што ни се ослободуваат за да може да креираме соодветни мерки и поддршка во делот на сточарството, паралелно на сите други мерки кои што ги преземавме во овој период. Имавме интензивни средби со сточарите, каде што од 14 поднесени барања до Министерството, 12 се веќе во фаза на реализација. Но факт е дека треба еднаш за секогаш да направиме точна евиденција и да следната година, 2020 година, ова заеднички со Европската унија го работиме, да обезбедиме средства преку нашите фондови и таа постапка или процес е при крај за електронско преобележување на сточниот фонд, особено кај овците, за да навистина ја знаеме точната состојба. Со мерките од програмата за рурален развој ќе потенцирам една, која што испровоцира Васка и да ја нотирам, а за која што се работеше во претходниот период, а веќе соопштивме, дека владата донесе одлука за склучување на 206 договори за мерките кои што се однесуваат на општините и на селата. Во 2018 година спроведовме постапката, објавивме повик, проектите стигнаа од страна на општините, имавме разбирање од страна на сите и владата донесе одлука за повеќе годишно финансирање на овие проекти.
се со цел сите кои што се комплетни, сите кои што се соодветни да бидат одобрени. А тоа се проекти за патишта, за инфраструктура, за развој на селата, за урбанистички планови за селата, односно проекти кои што значат живот за малите средини, за селата и за руралните подрачја, а кои што проекти се во вкупен износ од 38 милиони евра. Во следните неколку недели општините ги добиваат веќе решенијата за одобрување на овие проекти и ќе ги започнат постапките за јавни набавки токму за реализација на овие над 200 проекти кои што особено се во делот на селата, задржување на животот во селата, односно особено се однесуваат на зајакнување на инфраструктурата и на економијата во руралните средини и сметам дека особено ќе бидат од значење. Но ова е предвезник и ова е претходница на акредитацијата на новата мерка на која што сме насочени во ИПАРД, а тоа е рурална јавна инфраструктура и за која што секојдневно тимовите на Министерството, на Агенцијата работат и до крајот на годината сум убеден дека ќе имаме акредитација и дека ќе имаме првиот повик за мерката рурална јавна инфраструктура преку која што, односно со која што имаме нови 10 милиони евра на располагање. Со измените на Законот за земјоделство и рурален развој, кој што се веќе во постапка, вршиме промена во делот на мерката за младите фармери. Особено значајна и на младите и на руралните жени навистина треба особено и големо значење да дадеме. Затоа две нови работи кои што оваа 2019 година ги работиме, а тоа измена на Законот за земјоделство и рурален развој, каде што финансиската поддршка за младите земјоделци од 10 ја зголемуваме на 20.000 евра. Правевме компаративни анализи на целиот регион, на целокупната поддршка, сите земји се движат во тој правец, сметаме дека треба да ја зголемиме оваа поддршка, треба да ги олесниме некои критериуми како што тоа беше наведено и тоа го правиме со измените на Законот за земјоделство и рурален развој. Дискриминаторската одредба од мерката 115 веќе корекцијата е на влада и се чека завршувањето на изборите за да формално може да биде промената 5-годишната програма, да биде коригирана оваа мерка, но не само тоа, туку воведуваме нова мерка која се однесува на жените во руралните средини. Заради зачување на традицијата, на тие мали бизниси, на таа култура која што имаме, односно да дадеме дополнителна поддршка на руралните жени со дополнителен грант од 3000 евра кој што ќе биде на располагање исто така во оваа 2019 година. Веднаш по завршување на изборите ќе го објавиме повикот за прв пат за заштита на традиционалните земјоделски производи во државата. Нешто на кое што многу малце си имаме посветено во претходните години. Уредбата е подготвена и во периодот што следи во мај веќе ќе имаме ангажман дури и во делот на заштитата на нашите производи, нешто на што се фокусираат нашите сектори. Актуелен е повикот за кој што сум среќен дека има огромен интерес за набавка на приплоден добиток, каде што за неколку пати го зголемивме буџетот, но одлични се ефектите кои што ги имаме назад од сите фармери. Односно, предвидовме 1,5 милион евра за мерката која што за 2 дена завршува. Ја користам оваа прилика да сите бидат мотивирани да аплицираат, заради тоа што сакаме да обезбедиме и дополнителни средства во оваа мерка за набавка на приплоден добиток, која што дава резултат. Последните неколку денови ќе биде распишани нова мерка во делот на набавка на трактори и низа на мерки кои што се однесуваат од програмата за рурален развој кој што ни се текоми. Во овогодинешната програма за 2019 година програмиравме и 4 милиони евра во мерката за инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи со кој што овозможуваме предфинансирање на инвестициски проекти во висина од 100% од износот на предлог проектите. Оваа мерка се однесува за преработувачката индустрија, односно за решавање на проблемите со вишоците на производи кои што ги имаме. Односно ќе влеземе директно, ќе искористиме законската можност да државата не само преку ИПАРД и преку останати фондови директно да донесе да ги усвои приоритетите. Што е она што ни е нам
потребно во делот на решавањето на производите и затоа обезбедивме поддршка во тој дел. Ако досега се зголемува субвенциите или поддршката во делот на производството, веќе имаме и средства лоцирани кои што ќе бидат поддршка за нова опрема, за нови капацитети и за поддршка на преработувачката индустрија, особено во деловите каде што имаме проблем со вишоците на самите производи. Факултетот за земјоделски науки и храна во текот на месец мај, тука е професорката Мартиновска, ќе презентира стратегијата и анализата за откупно-дистрибутивните центри, која што макотрпно се работеше во претходниот период. За да знаеме точно во кои региони, на кој начин треба да се сугерира, односно оваа анализа треба да ги даде сите препораки и заклучоци што е тоа што државата треба да го прави во делот на откупно-дистрибутивните центри. А до крајот на годината, односно до декември, Светска банка преку програмата ново одобрена за земјоделството обезбедува 20 милиони евра за откупно-дистрибутивни центри преку проектот за модернизација на земјоделството. И таа постапка која што води Министерството за финансии веќе е при крај. Ние сме силен партнер на Светска банка во тој дел, но сакам да го имате уверувањето дека се работи и на планот, и на анализата кој што треба да ни каже што треба да правиме, но и паралелно се обезбедуваат средства за реализација токму на тие активности во делот на откупно-дистрибутивните центри. ИПАРТ програмата е една од најуспешните и програма на која што најмногу се фокусиравме во претходните 20 месеци. Зошто? Заради тоа што се работи за европски пари. Нашата земја го фати европскиот интеграцијски пат, но ние во земјоделството мислам дека на најдобар може начин тоа овој пат го користиме и го искористиме. Заради тоа што драстично се зголеми апсорбцијата и искористувањето на европските средства и на европските пари во делот на земјоделството. Затоа говорат фактите, податоците и бројките и заинтересираноста на сите субјекти и на сите фармери. Вчера ги склучивме првите договори во делот на преработувачката индустрија, кои што се однесуваат за набавка на нова опрема за зголемување или модернизацијата на капацитетите во делот на производство на млеко, на цедени сокови, на сето она што значи дополнителна поддршка на преработувачката индустрија. Повикот за ИПАРТ, на кој што вчера ги склучивме договорите, беше во февруари, а ги склучуваме во април. Но не беше тој пат лесен, заради тоа што од 18 месеци, колку што во претходните години траеше оваа постапка, успеавме да ја скративме на 2 до 3 месеци на обработка на документацијата, на склучување на договорите и веќе ќе имаме целокупната реализација. Платежната агенција продолжува во овие неколку дена да ги склучи останатите над 50 договори кои што се одобрени во мерката 3, а кои што се во вредност од 15 милиони евра и кои што се нови европски пари кои што влегуваат во преработувачката индустрија, односно се наменети за градба на нови преработувачки капацитети или за модернизација на постојните капацитети со нови линии, со нова опрема, но тоа возможува и решавање на проблемот со нашето производство и со самиот пласман. Едукацијата е нешто на кое што навистина сме фокусирани и нешто што е најбитното. Заради тоа имаме нови мерки од оваа година во делот на советодавните услуги, во делот на техничката поддршка и во делот на советодавните услуги кои што треба да ги даде. За да навистина се фокусираме и на производство кое што е потребно, кое што е барано и за да може да навистина фармерите се насочат кон производство на производи кои што во следната фаза преку доработка ќе имаме и извоз на производите со дополнителна вредност од страна на нашите капацитети. Односно, на секој можен начин се фокусираме да го заокружиме целосниот тој вредносен синџир помеѓу производителите, преработувачите и извозот на производи кои што се со дополнителна вредност од страна на нашата економија. Тоа се дел од политиките и мерките кои што сакаме да ги доловиме и кои што се однесуваат на оваа 2019 година. Јас се надевам дека во рамки на подсекторските групи кои што се навистина активни, дека заедно со вас и социјално-економските партнери на Министерството, заедно со науката,
со професорите, со студентите кои што се особено значајни, на кои што исто така праќаме порака дека сме свесни и оваа година ќе креираме соодветни мерки кои што се однесуваат и на средните земјоделски училишта, кои што се однесуваат и на поддршка на студентите, но кои што се однесуваат и на поддршка на науката, која што навистина е потребна и која што мора да биде наш контролор, наш двигател и кој што треба да биде коректив на сите политики кои што ги носи владата и институциите, и тоа е еден дел кој што е неизбежен и кој што ни е потребен да биде вграден заедно со нас, со сите вас во постапката и процесот на креирањето на сите мерки, на сите политики, на сите стратегии кои што државата треба да ги носи. Имаме уште многу работа, ова е само почеток, ова е само трасирање на патот на стабилизирање на агросекторот и на земјоделството, вклучително и поддршката на руралниот развој која што ја нотираме. Пред нас е период на макотрпна заедничка работа која што сум убеден и уверен дека во периодот што следи и во годините што следат ќе даде резултат, ќе даде позитивни показатели и дека земјоделството ќе биде стожер на нашата македонска економија во периодот што следи. Нека ви е честит јубилеот, односно ова ваше годишно собрание. Навистина ми е драго да ја искористам секоја прилика на присутност заедно со вас, за да ги повеќе и слушнеме и вашите предлози, и вашите идеи, и вашите критики, и вашите коментари